Јас сум умрен сам бе луѓе. Не се бојам да му тепат, пишувајте што сакате бе, што сакате пишувајте. Да во поголема болест имаме луѓе, имале. 20 година детенце бе, гледате го слато бе. Едночко ми беше што да правам, дека да идам што да живеам бе. Солзи преголема тага Кочани завиено во црно. Граѓаните бараат правда по катастрофалната несреќа. И небото плачеше заедно со граѓаните, река од луѓе денеска во градскиот парк во Кочани, запалија свеќа и гласно побараа правда за сите оние 60 мина кои гласно пееја за последен пат во дискотеката во Кочани. Родители останаа без своите деца. Деца без родители, граѓани изгубија пријатели, роднини. Знамињата на пола Копје. Многу невини луѓе спогинаа во тој огин, не знам, немам спорови за ово. Никој не треба така да испогине, никој. Тие деца имаа иднина, тие деца имаат талент. Сите деца там имаа некоја иднина. Еј! Испоумреа. Сум бил, али знам пријатели што беа, некои се вратиле, али не можам да опишам оваа болка. Цела ноќ не сум испил, се разбудив и плачам цело време. Тешко ми е, како да опишам. Потресна ситуација, многу. Се надам дека Господ ќе ни даде снага и сила да пребродиме ова. Тие што имат пари, нека имаат и повише, али тие пари треба да се употребат тие средства адекватно за сите и за добронамерни ситуации, да организираат се што треба по законот. Тај закон е за да се почитува за доброто на сите, не да перат пари. Што парите, каде ќе ги носат? Во гроб, еве тега. Сега гледајте на телевизија, што е ова? Имам 2 години работено во тој ноќен клуб. 90% како што рекав од пријателите што се биле таму се за жал починени, тоа се мои бивши колеги и пријатели, сочувство до фамилиите. Пак ќе кажам, овој протест да се проследи на едно мирно ниво, да нема инцидентни. Мирниот протест кој започна во паркот на Револуцијата во Кочани продолжи со марш по кочанските улици. Граѓаните беа до општинската зграда, а ситуацијата ескалираше кога беше демолиран вториот објект на сопственикот на дискотеката во трговскиот центар во Кочани.